За мојата гостинка медиумите пишуваат: со својата експлозивна брзина, физичка сила и природен инстинкт за постигнување голови, таа остава печат како на домашната, така и на меѓународната сцена. Таа е млада, перспективна, талентирана македонска репрезентативка, професионална фудбалерка, во моментот игра за Агија Параскеви, Атина, Грција. Гостинка денес ми е Билјана Панеска. Билјана, добре дојде во мојот подкаст. Добар ден, ви благодарам на поканата. Чест и задоволство ми е да бидам дел од овој преубав амбиент пред новогодишен. Така. Ви благодарам од срце што ме поканивте и мислам дека е време да се слушне женскиот глас во спортот. Така. Мене ми е особена чест и задоволство што те имам тебе за гостинка, млада, перспективна, убаво, нели, и во најавата спомнав, и ми е секогаш чест и задоволство кога разговарам со млади спортисти, амбициозни и оние кои не представуваат, кои се амбасадори на македонскиот спорт и генерално на Македонија во светот. Така да се надевам дека со овој разговор ќе ја представиме Билјана во едно друго светло, нели, друго издание, не на теренот, туку надвор од теренот, што се случува надвор од теренот, како живее, кои предизвици ги има како жена фудбалерка, нели, девојка фудбалерка. И Билјана, и на самиот старт тебе пак ќе те прашам, нели, зошто одбра Билјана да игра фудбал, а не некој друг спорт, например, зошто не одбојка, зошто не балет, не знам, некој женски спорт? Одбрав да играм фудбал затоа што предрасудите беа големи. Сакав да се изборам со тие предрасуди. Така. Сакав да докажам на свет, на мојата околина, дека не треба така да се мисли и дека девојките можат да успеат во спортот, а најмногу во фудбал. И кажи ми сега на самиот почеток, кога свати дека ќе бидеш фудбалерка, кога ја засака таа игра и кога тоа не беше само игра, нели, свати дека со тоа ќе се занимаваш? Па, откако почнав... На колку години прв пат заигра фудбал? Искрено не сум почнала многу млада возраст. Почнав со одбојка. Тренирав 2 години одбојка, 2 години кошарка, па се префрлив на фудбал, ете така нешто. Тоа било вродено во мене. И откако почнав, па ми требаше малку време да ги поминам тие младенски категории, затоа што кај девојките не е исто како и кај машките. Младенските категории не се толку сериозни, не се во тоа, не се толку професионални како и кај машките. Во смисла не се развиени до тој степен? Да, не се развиени. Ми требаше време да ја заиграм првата утакмица за првиот тим, за да можам да сватам дека тоа е тоа. На колку години беше тоа? Првиот надпревар, кога се случи? Првиот официјален надпревар на мои 14 години, затоа што тогаш така дозволува федерацијата, така е дозволено со своји. И какво ти беше чувството на првиот надпревар? Како се чувствуваше Билјана? Имав многу трема, дефинитивно, но кога ќе ја фатиш топката, се тоа поминува. Нормално е да се има трема, но тоа е тоа. Се помина. Дали тоа беше моментот, ова прв надпревар да биде клучниот момент кога ќе кажеш ова е мојот пат? Не, апсолутно не. Исто така ми требаше доста време за да се прилагодам на таа промена од младенска категорија во прв тим. Па требаше да поминам некои си предизвици за да се одлучам дека тоа е тоа. Кои? Може да ги споделиме со јавноста. Би сакала навистина искрено да разговараме за да знаат сите оние девојки кои размислуваат, нели, дали да тргнат по овој пат. Не мора да биде само за фудбал, и сите други предизвици кои стојат пред нив треба да бидат исправени. Имаше притисок од родители, имаше притисок од другари и другарки да не бидеш во тој дел. Не, апсолутно од моите дома немав никаков притисок. Но како растеш, сваќаш дека работите се случуваат и не зависат од тебе најчесто. Посебно во спортот, кога се вклучени многу луѓе. И некако како растев, сваќав дека
размислував, беше голема дилема дали да се откажем или не. Дали да продолжам по тој пат или не. И сватив дека има шанса да се борам со тоа и има шанса да се докаже на светот дека тоа е можно, но треба упорност, предпоставувам. Да, апсолутно, треба упорност. И еве ти си тоа доказ беше дека толку. со упорноста и со силната желба за да се успее во нешто, сега си на прав пат. Да. Кажи Не ми, сум успешна, но сум на прав пат. тоа е навистина голем успех, Билјана. Да, ти си скромна, меѓутоа на 20 години да го постигнеш тој успех на тоа што си сега е навистина успех, со оглед на тоа дека си се уште млада, нели? Животот се е пред надам тебе. на уште поголеми успеси. Во Тиверија играше колку години? Во Тиверија играв 10 години. Се додека не се префрлив во Атина. И како беше тимот во Тиверија? Бевте само од Струмица девојки тука регионално игравте. Како функционира еден женски тим фудбал? Многу ме интересира. Во Тиверија бевме 10 години, ние бевме како фамилија, затоа што 10 години бевме речиси истите играчи. Се доаѓа играчи од Бразил и од Америка и од секаде засилување на еден начин. Повеќето играчи не пеа од Струмица, имаше неколку играчи од Струмица, од Македонија повеќето беа од другите градови. Како функционира? Па функционира како и кај машките, не знам колку сте запознаени за како тоа функционира кај машките. Девојките кои се од страна добиваат храна и платен смештај и одиме на тренинзи, се дружиме и тоа. Пред да започнеме со снимањето на подкастот, ми спомна, те прашав дали сега има повеќе женски фудбалерки, нели? Или порано? Би рекла дека можеби да има и исто, некоја си исто ниво на некоја иста бројка да биде, но сега е повеќе медиумски застапано тоа. Како да кажем, повеќе е експонирано, повеќе се слуша за женскиот фудбал. Еве, веќе во Шпанија одат по 70.000 на надпревар да гледаат. Има повеќе интерес. Има повеќе посетеност, да. И тоа ги мотивира повеќе и девојките да почнуваат да играат и да тренираат фудбал. Мислиш ли дека со ваквото едно поголемо медиумско, нели, покривање, не само за нашата држава, тука зборувам на светско ниво, се добива и поголема мотивација и за девојките да почнат да тренираат фудбал, нели, да се бават со тој спорт? Мислам дека да, затоа што кога ќе видиш девојка како игра на телевизија, дека игра фудбал, сакаш и ти да пробаш, сакаш и ти да видиш како е тоа. Не гледа само момчиња, веќе ги има и девојките на телевизија се почесто. Мислам дека тоа треба да биде инспирација за сите девојчиња. Да бидат еден ден на тој екран. Да. Кажи ми, како стигна Билјана до Агија Параскеви, и се извинувам. Агија Параскеви во Атина, во Грција. Како се случи тој трансфер? Тоа ти беше желба, нели? Сакаше да бидеш дел од тој тим или некако спонтано се случи се тоа? Некоја коинциденција беше тоа. Имавме многу добри настапи, многу добри 2 циклуси со репрезентацијата до 19 години. Тоа бе моменти кога и јас како играч можам да речем блескав, затоа што постигнав добар резултат, како јас, така и мојот тим. Се пласиравме од Лига Б во Лига А, каде што се многу добри екипи како Англија, екипи како Шведска, од светски рамки. Тоа за нас беше еден многу голем успех и мислам дека тоа беше една отскочна даска каде што те гледаат. Најчесто тие скаути, тие менаџери гледаат најмногу на тие надпревари
И тоа ми беше некако една одскочна даска за да се покажам и докажам дека можам. И таму од таму ми дојде после тие надпревари ми дојде понуда со една агенција италијанска. Па тие некако изменаџираа со тимот во Атина. И ете така. А моја најголема желба беше да настапувам на меѓународно ниво, бидејќи не сакав повеќе да останам во Македонија. И тоа и се случи. Сега клучното прашање, зошто не сакаше да останеш во Македонија? Во Македонија не сакав да останам затоа што последната сезона која ја поминавме беше доста исцрпувачка, како финансиски, така и психофизички. Како дел од македонската репрезентација или како дел од Не, како Тивери? дел од Тивери, како дел од македонската лига. Се случуваа некои работи кои за еден играч, јас мислам кој да е, навистина ќе го исцрпат, ќе биде жеден за да оди понатаму. Тоа беше пресудно. Сметаш ли дека овде спортистите не се доволно ценети и почитувани или самата ситуација, не знам, знаеме да кажеме, нели, криза во Македонија го придонесува сето тоа? Сметам дека спортистите не се доволно ценети во Македонија и точно тоа, кризи биле и ќе бидат, тоа далеку од тоа, но луѓето кои се, за мене најголем проблем е луѓето кои што се на погрешни места. Тие што не им даваат на спортистите глас, не им го даваат тоа што треба да им го дават, како да кажам. Не е тоа само финансиски, тоа се и други услови покрај финансискиот дел. Одборите кои одлучуваат, нели, за тренери и начин на игра, комуникација. Имаше ли предизвици со кои Билјана требаше да се соочи на крајот се, нели, да се откаже од нешто? Имаше ли ситуации во кои доаѓаше да се откажеш од фудбал ради такви ситуации? Да, многу пати. Многу пати. Во Македонија сите знаеме како стојат работите. Често пати доаѓаме до ситуации кои се корумпирани, до такви ситуации. И едноставно ти си се уште дете, не можеш да се бориш со тоа, но ете така. Така требало да биде, јас сум се изборила и така. Но сепак резултатот во рамки, нели, на македонската репрезентација, кој го имаш постигнато, нели, како што кажа последниот циклус, 5 гола на 3 надпревари. На што се должи таа ефикасност? Што е она што те мотивира и што те води напред тебе? Дали е тоа моментот кога ќе се облече македонскиот дрес и го представуваш, нели, нашата држава, ти дава посебна енергија? Да, дефинитивно. Кога го облечуваш македонскиот дрес е нешто сосема друго од кога играш за некој тим. Мислам за пример за Тивери, клупска, кога градиш клупска кариера и различно е, сосема е различно кога ја слушаш македонската химна пред секој настап. Јас не знам дали ќе верувате, но секогаш се ежам кога ја слушам, без разлика дали сум на клупа или сум во состав. Секогаш се ежам кога ја слушам македонската химна и тоа беше еден блескав момент за мене. Имаше една многу добра атмосфера во тимот, кога тимот ти е добар и ти си добар. Да. Тоа е само уште еден доказ дека во Македонија има врвни спортисти, има квалитетни спортисти. Има. Пример за тоа е и Наташа Андонова, девојката која играла во светски клубови како Барселона. Се уште игра моментално е во Мадрид, во Шпанија. Тоа се врвни лиги, врвни спортисти. Тоа е еден пример дека може и девојка од Македонија да стигне до таму. Да. Има ли Билјана цел кон тоа, желба да биде дел од нели врвен клуб? И кој би бил, ќе не откриеш? Која ти е најголема желба? Најголема желба ми е, како и сите, да играм за Барселона, затоа што моментално
а Барселона во женски фудбал се наврват. Билјана, кажи ми, знаат медиумите да напишат за тебе дека нели си офанзивен играч на позиција Офанзивен играч за врска. така, офанзивен Или играч за народски кажано, десетка. десетка. И покрај тоа што не си позиција нели да во прв напаѓач, сепак успеваш да постигнеш добри резултати во надпреварите. Што е она што те води? Моментот кога треба да дадеш гол, зависи најмногу од тебе. Тоа дефинитивно, затоа што тука е твојата самодоверба, тука е се што си сработил таа една недела, тој микроциклус кој што си го сработил, тука е се и тоа е само еден момент кој треба ти да блеснеш како играч. Но и овој природниот инстинкт што го споменавме на почетокот за давање голови, талентот, колку има удел тука? Мислам дека многу повеќе е работата, отколку што е талентот, како што и сите спортисти би го докажале тоа. И стојам на тоа дека треба многу работа, но тука е сепак и тимот. Доколку не ти е добар тимот, ти не можеш да постигнуваш голови. Нема кој да ти подаде топка, нема кој да те поддржи во тоа. Мора да бидеш дел од тој тим, да бидете сите заедно, да работите сите заедно како едно. Доколку го нема тоа се... Како се чувствуваш во моментот во тимот во Грција? Прифатена си? Како функционира тимот там? Можам да кажам дека се чувствувам одлично таму. Ти си единствена од Македонија? Да. Има други странци, да кажам, во тимот? Има, да. Јас живеам со американки и една венецуелка. Се ме прифатија Грцијата како Грција на Балканци, се прифативме. Малку беше потешко да се прифатиме со американците, признавам, но како минува времето... Во кој момент? Така, тие се имаат некој друг менталитет, малку се подруги од нас. И во тој сегмент не можевме малку да се разбереме, но... Но сепак на терен? На терен сме како едно. Можам да кажам дека многу добро се прифативме меѓу нас. Искрена сум, не лажам. Која е разликата која би направила сега, нели, од денешна гледна точка? Она што се случува во кај нас тука, конкретно, нели, во Тиверија клубот и там? Разликата е многу голема, би рекла. Овде, кога бев, ќе бидам искрена, тоа не се услови за еден играч. Не само во Тиверија, во било која екипа во Македонија. Додека сега таму имам услови. Имам основните услови. Имам храна, имам тим кој те поддржува, имам луѓе за се. Има од фитнес тренер до анализа, тренер само за анализа, има тренер само за GPS уредите кои не ги управува, додека кај нас работите се сведуваат само на еден човек. Еден човек прави се. Еден човек е и тренер, и председател, и директор. И затоа мислам дека и во Македонија фудбалот не оди напред. Затоа што имаме еден човек за се. Генерално имаме во последно време постојано, нели, коментари не само за фудбалот и спортот во нашата држава дека оди назад, баш од таа причина, од организацијски причини, финансиски кризи. Да. И се можеме ли да научиме нешто од страна, вие како спортисти кои излегувате надвор и кога се враќате овде во македонската репрезентација, нели, играте одреден период од својата кариера, пренесувате ли некој искуство од надвор? Успевате ли да наметнете нешто кај нашите спортисти, тренери, луѓето кои се, нели, ангажирани во спортот? Ви успева ли некако тоа да се наметне некоја убава? Се трудиме, јас се трудам, се надевам и сите други кои се спортисти кои играат на меѓународно ниво. Јас лично многу сакам. Сите сакам да напреднуваат, сите сакам да успеваат,
да се подобри, едноставно да се подобри женскиот македонски фудбал. Имаш ли комуникација со другите колешки, би кажала, нели, фудбалерки? Која каде е по светот? Имате ли Имам. меѓусебна комуникација? Да, па затоа е убав спортот, да имаш другари на секаде, комуницираш секојдневно. Имам среќа што мојата сестра исто игра фудбал. Таа е дел од шампионот на Словенија, женски фудбалски клуб Мура. Ете, таа ми е еден мотиватор исто така и еден најдобар другар. Имам сестра, најдобар другар, најдобар соиграч. Заедно сме дел од женската репрезентација. Заедно играте? Заедно играме. Настапувате заедно? Таа игра која позиција? Таа игра на позиција лев бек. Ви се случило во едно надпреварување да сте заедно? Да. Како функционирате? Две сестри на терен? Со очи би рекла. Имате разбирање? Да. Има ли влијание тоа, нели, што се познавате како две сестри, па да се направи убава позиција за гол или да се постигне резултат? Да. Колку повеќе го знаеш, ја знаеш личноста, знаеш што му оди од рака, со која нога шутира, каде да му ја дадеш. Едноставно се познавате. Да, но од друга страна на тренинзи се случува кав ги расправи. Тоа е нормално, да. Како функционирате на тренинг? На тренинг се поддржувам. Ти си поголема, така? Не, јас сум помала. Она е поголемата. Да, се случува да некогаш да знае, да нели да ти каже нешто, да, но на крајот од денот ќе си кажеме кој што имате разбирање. Да. Две женски во фамилијата играат фудбал. Да. Ние во Струмица знаеме дека и твојот татко, нели, е дел од овој фудбалски живот, јас би кажала, но како вашата мајка го има прифатено се тоа? Двете ќерки да бидат фудбалерки? Па, мислам дека тоа беше и причината зашто ние стартувавме со одбојка. Затоа што ние и двете почнавме со одбојка. Мајка ми не беше во согласна со тоа да се тренира фудбал. Од причина што веќе беше запознаена со тој свет благодарение на татко ми. А и уште, како што реков на почеток, предрасудата за дека девојките ќе им се искриват нозете и такви некои ќе станат машки. Да, ќе станат машки. Уште беа во тренд и тоа мислам дека и требаше доста време за да се соочи со тоа, но кога вида дека ние сме решени дека ќе го правиме тоа, се откаже. Немаше што да прави и мислам дека сега е најгорда мајка. Да, со сите тие успеси. Да. А имаше ли, Билјана, предрасуди од страна на другари, па не знам, и партнери, нели? Како те третираа машките во однос на тоа? Ти ќе бидеш фудбалерка. Имаше такви реакции? Да. Имало и ќе има. Има и ќе има такви реакции. Што знам, јас не ги сваќав здраво за готово тие таквите реакции од момчињата, затоа што не знам, ги гледав само како мои другари кои туку така рекле нешто, не ги не го фаќаш при срце тоа. Да. Претпоставувам дека сега и тие другари се гордеат со тебе. Да. Која е разликата помеѓу женскиот и машкиот фудбал? Од женска перспектива. Затоа што ги имам прашано машките, нели, тие си знаат да кажат друго, но еве сега женско да прашам. Разликата меѓу женски и машки фудбал е Обаво е да се гледа женски фудбал. Така ви кажеле, нели тие? Разликата е во физичкиот дел. Дефинитивно. Најголема разлика е тоа. И тоа носи се понатом. Тие се физички се поразлични од нас, жените. Затоа и тие играат побрзо и поубаво е да гледаш машки фудбал, да бидеме реални. Ајде сега обратно, добро. Затоа и луѓето кога ќе кажеш
кога гледаат женски фудбал, малку поспоро одат работите и си велат, не е тоа. Но луѓето треба да сватат дека ние сме жени и дека на нас ние не сме исти како мажите. Нема таа грубост, нели? Да, им не сме иста физичка градба. Едноставно тие се побрзи, поексплозивни, поснажни и тоа носи се понатаму. Но не значи дека не може да се развива, нели? Како што кажавме, една жена да биде професионален фудбалерка. Сметаш ли дека во Македонија медиумски е доволно покриен женскиот фудбал? Женскиот фудбал од сите спорти женски во Македонија е најнезастапен на медиумски. Според мен. Зошто е тоа така? Кој е твојот став? Има, нели, женска одбојка, машка одбојка, подеднакво се емитува на телевизиите. Не знам, женскиот фудбал не е емитуван никад. Там, само на Фудбалска федерација на Македонија, на официјалната страна на YouTube. Таму се емитува еден надпревар и тоа кога како. Кога има време. Да. Дали тоа значи дека вие женските фудбалерки не сте доволно гласни? Колку има во Македонија? Има ли статистика колку сте женски фудбалерки? Имаш таква? Не знам точно бројка и немам таков податок во глава. Но мислам дека има доволно за да се покрене нешто. Така, да. Медиумски да се крене тоа ниво. Да. Не е веќе тоа. Зошто на пример има одбојка се емитува на телевизија, зошто не фудбал? Не можам да разберам. Да. Еве со таа цел ние го правиме и овој подкаст, да се подигне малку свеста за тоа дека женскиот фудбал е во развој, има перспектива во тоа дека и тоа е спорт и женски фудбалерки, нели, има во Македонија и тоа млади, перспективни и успешни и целта ни е да ги промовираме тие млади и спортисти и да покажеме дека има што и да се зборува и со што да се гордееме. Кажи ми, кој ти беше најтешкиот момент во оваа твоја кариера, нели, во овие твои години? Кој беше најтешкиот момент? Спомнуваме стигмата за тоа дека женска фудбалерка не може да се развива и да напредува, па влијание од околината, убаво спомна предизвици во однос на клубот, нели, внатре, организацијски, па те пуштаат, не те пуштаат да играш. Да. Кој ти беше најтешкиот момент? Мислам дека за еден спортист најтежок момент е повреда. Фала на Господ, не сум доживеала никаква повреда до сега, но би ја издвоила можеби последната сезона овде во Македонија како најтешка сезона и како најтежок момент со кој едноставно бев на работ, дали да продолжам понатаму, дали да продолжам да студирам и да бидам во друга бранша, или да излезам од оваа држава и да го продолжам мојот пат таму каде што сум, едноставно каде што ми е целта. Навистина е жално млад човек да се прашува за тоа, но толку ли беше големо разочарувањето кај тебе од фудбалот? Дефинитивно да. Последната полсезона беше толку многу големо разочарување што навистина го мислев тоа. Во смисла финансиски не ве исплаќа или немавте основни услови, не знам, немаше добар терен или немаше храна доволно или Точно. Што беше конкретно проблемот? Сега сите ние зборуваме, да, криза е, нема, нели, има проблем во спортот, но вие како домашни играчи овде, што не ви беше возможен? Финансискиот дел беше огромен недостаток и нема да лажам за тоа. Мислам дека и целата струмичка и македонска јавност веќе знае за тоа. Требаше да земате плата, не земавте плата, претпоставувам. Така. Да го тргнеме тоа на страна, ние како домашни играчи, без разлика и мислам дека и тие што доаѓаат, девојки кои доаѓаат од Бразил, од Америка или од било каде, заслужуваат да имат добар терен каде ќе се игра,
заслужуваат една сооблекувална, каде ќе може да ја променат својата блуза после тренинг, после надпревар. Ние ги немаме основните услови. Ние немаме една сооблекувална во која можеш да се истушираш после тренинг. Ако има една таква сооблекувална во Македонија, нека кажат. За женски. За машки може би им. Да. За женски не. Од основните услови па тргнува се нагоре. Билјана, и пак се враќаме на моментот и покрај сите тие предизвици, што е она што те мотивира постојано во животот, нели? Да бидеш дел од овој спортски, фудбалски живот. Кој ти е мотиватор? Кој те движи во таа? Најголем мотиватор ми е семејството, би го издвоила татко ми најмногу во тоа. Иако тој никогаш не бил професионален фудбалер или нешто. Дали тој е виновник за тоа што ти и сестра ти сте фудбалерки? Мислам дека да. Тој ви е наметна таа љубов кон фудбал? Тој ништо не ни наметна, но со тоа што беше секогаш покрај нас. Ве носеше на фудбалски надпревари? Не, никогаш ниту не гледал на тренинг како што сега прават за да ги гледаат дечињата кога одат на тренинг. Никогаш ниту не гледал на тренинг, ниту не носел на тренинг. Едноставно натпор исто радост. Да. Тој не зема од тренинг или некои такви работи, не остави сами да се избориме со тоа, но потајно беше наш мотиватор. Не остави да се откажеме. Тој беше причината. Сестра ми еве, таа беше минатата година замина во Словенија. Тој беше прв кој не подигна кон тоа, кој ви дава потурна да одиме на меѓународно ниво. Мислам дека кога ги спомна тренинзите и тоа дека вашиот татко не бил постојано на тренинзи таму и не бил онаа потпора што сега мислат дека родителите ја даваат. Кој е твојот став по тоа? Дали родителите сега повеќе помагаат на децата или им одмагаат во тој дел? Што ги форсираат пред се додат на сите тренинзи, синот ќе ми биде фудбалер, например, или керката ќе ми биде фудбалер по секоја цена и тие го форсираат. Дали тоа е повеќе помош или некоја му нанесуваат повеќе фрустрации на детето, како да кажем? Мислам дека му нанесуваат повеќе фрустрации. Тоа дефинитивно не е помош за едно дете, особено кога децата се мали, децата не знаат што сакаат. Тие треба, според мене, не треба да се ограничени во некој спорт. Тие деца треба само да ги развиваат своите физички способности, своите моторички способности. Да му кажуваш на дете на 10 години дека ќе биде Меси, мислам дека и ти се лажеш и детето го лажеш. Затоа нашиот татко никогаш не ни вели дека ќе бидеме Меси или дека јас сум Меси или сестра ми е не знам кој. Мислам дека еден многу голем плюс беше тоа што татко ми е играл така мали фудбали со Горан Пандев и е многу добар пријател со него, па фамилиарно бевте блиски? Фамилиарно не е толку многу, повеќе татко ми со него така. И успеавме да дојдеме до моменти кога тој ни споделуваше добри моменти и го гледавме како човек и тој ни беше инспирација на сите. Мислам дека и на сите деца сега има инспирација тој. Да, на малите. Да, неговите успеси се мислам дека секој сака да ги постигне. Так, на кој свој успех си најмногу горда до сега? И овде морам да напоменам моментот, ја видов слика на 12 години си, кога доби второ место на спортист на годината, младинска категорија. Од општина Струмица. Се сеќаваш, Билјана? Се сеќавам, но не знам таму си многу мала. Мислам дека си некој 12-13 години. Можно е тоа. Можно е, да. Се сеќаваш на тој момент? Младинските категории освоивме, бевме шампиони во двете категории, и во кадети и во младинци. И бевме доминантни. Тогаш беше баш еден убав период.
И така и дојде таа награда. Како се чувствуваш? Се сеќаваш од тој момент? Тоа ти беше ветар во грб дека може да биде нешто. Да, дефинитивно за едно дете од 12 години, една награда од општина каде што сите те гледаат. Таму си навистина мала, те видов на фотографијата. Да. А кој е натпревар кој не би можела да го заборавиш до сега? Натпревар кој не би го заборавила. Или не знам, гол некој, асистенција која имаш направено. Би го издвоила натпреварот против Велс како натпревар кој никогаш нема да го заборавам. На тој натпревар мислам дека и асистирав за погодокот, но тој беше клучен натпревар за да ние продолжиме во Лига. И тогаш во тој момент за Велс игра играчи кои играат во Челси, во Ливерпул, во светски клубови. И за нас беше една мотивација како ајде можеме. Ај тоа се случи и затоа никогаш нема да го заборавам. Так. Пак ќе се вратам во македонската репрезентација. Што се случува после победа? Како славите? Само една има, вистина има една Македонија. Таа ви е химна дефинитивно, да? Па секогаш има убава атмосфера кога ќе победи репрезентацијата. Но за жал, нели, се случува и пораз. Како се враќате после поразот? После секој пораз нормално е да има раздорни за екипата, да има негативни работи, негативни мисли, но тоа зависи се повеќе од самите играчи, колку тие ќе се изборат со тоа, колку тие ќе се вложат во опоравувањето од тој негативен резултат. Успева Билјана да се врати брзо во форма после пораз? Не мора да биде само од македонската репрезентација и сега во екипата во која играш. Се трудам максимално и мислам дека ми успева доволно добро. Така. Што друго, мислам, која позиција би сакала да ја играш, ако не во моментот, нели, што си офанзивен напагач? Имаш ли некоја, би кажала, неостварена желба, нели, во рамки на тимот да играш нешто друго? Неостварена желба немам, затоа што се случувале моменти кога некој играч, пример, не е во состојба да игра, па сме заменувале, додека бев дел од Тиверија, сме заменувале. Искрено сум играла на сите позиции, но дефинитивно милено ми е во средина. Каде и да ме стават во средина, јас би уживала. Би дала гол. Како што можев да видам. Кажи ми некоја, претпоставувам дека имате интересни ситуации на терен, кои можеби публиката не ги гледа, нели, од страна, не ги забележува. Не знам, некоја тактика подготвена или подготвен терен, но вие заборавате некој момент, чекор. Има нешто? Има, да. Има. Често пати работиме на тренези тоа што треба да го сработиме, тоа што не е задача зададена од тренерот, но ќе дојде натпревар и не знаеме кај ни се главите. Едноставно, во тој момент ти сакаш да земеш воздух, но телото ти кажува друго, а мислите ти кажуваат друго. Тренерот позади. Тренерот друго, играчите друго и се комплицираат работите и излегува нешто друго. Сосема трето од тоа што си го велил. Имаш ли се уште трема кога излегувате на терен? Постои таа трема пред секој натпревар? Постои. Можеби не би рекла пред секој натпревар. Постои пред секој натпревар, тоа дефинитивно, пред кој повеќе, пред кој помалку, но искрено за мене најголема трема е кога играм со големи екипи. Ете сега, ја имам таа прилика да играм против големи тимови како ПАОК, како АЕК, тие се гиганти на Балканот и во Грција, како би рекла. И представува за мене тоа еден предизвик, тоа со себе носи трема.
И кој ти е најголем страф на терен? Еве, имаш трема, излегуваш, играш со паук. Кој ти е најголемиот страф? Страф секогаш имам само од повреда. Само тоа ми е најголем страф. Бидејќи мислам дека и за еден спортист нема поголем страф. Како функционирате тимот со тренерот во моментот таму? Во моментот, па искрено се случува некои работи откако заминав таму, се променија двајца тренери, се променија дел од стручен штаб се промени. Сега моментално веќе еден месец имаме нов тренер. Моментално за среќа добро стојат работите со него. Има ли тоа влијание, промена на тренерот на самиот тим? И резултатите го покажуваат тоа. Сега сте, предпоставувам, на добар пат, нели? Да, се надевам дека ќе биде секако што треба. Кажи ми, што е она што ти ми кажа дека има многу повеќе работи, нели, кои би променила во Струмица, конкретно во Тиверија, нели, во фудбалот, и немаш намера да се вратиш во Македонија, но сепак има ли нешто што ти недостасува овде од клубот, од тимот? На кое се навраќаш, не знам, кога си во Грција таму? Што е она што ти фали од тук? Реков и претходно, ние овде бевме како една фамилија. Ние дишевме една за друга, со самиот поглед се разберавме. Ми фали таа енергија која имавме меѓу нас. Сега за 5-6 месеци не можам да го имам тоа што сум го имала 10 години овде, и тоа е факт. И тоа е единственото нешто што ми фали од овде. Билјана, кажи ми, има ли совет кој го имаш добиено и што ти води во животот? Не мора да биде од тренер, од личност, како и да е. Би рекла дека нешто што ме води во животот е тоа што една статија, би рекла, од Шварценегер, и вели, за да бидеш успешен, пред да станеш успешен, треба да бидеш корисен. И тоа доволно јасно кажува дека за да бидеш успешен треба многу работа. И јас сум свесна дека треба многу да работам за еден ден да некој ми го даде тој епитет успешна. Так. Во права смисла на зборот, кога и јас би се осетила дека сум успешна. Кој би бил твојот совет до сите оние млади девојки кои се на сама раскрсница, дали да продолжат да бидат фудбалерки и да го водат овој пат, или да се откажат од тоа? Мојот совет би бил да бидат одлучни, и ако од внатре чувствуваат дека навистина го сакат тоа, да одат јасно кон таа цел и со цела моќ да се борат со тоа. Тоа, сите предрасуди, сите тие негативни работи, сето тоа ќе помине, само треба работа. Така, ќе биде успешен. И на крај, што би била Билјана ако не е фудбалерка? Имаш размислувано? Ако не сум фудбалерка, би била фитнес инструктор. Ако не би била таа опција, би ја заменила со физиотерапевт. Но во секој случај ќе биде поврзано со спортот. Да, нема откажување. Нема откажување од спортот. И сега неколку кратки прашања. Омилено јадење на Билјана? Што јадат фудбалерките? Омилено јадење ми е во Грција или во Македонија? Сега ајде да се разбереме прво. Дома, кај мајка. Кој е те омилено јадење? Кај мајка најубаво ми е сарма. А во Грција? Да, домашната сарма. Во Грција како Грција гиро. Се знае, да. Да. Дозволено ви? Дозволено или имате cheat day, како беше? Ето така, cheat day. Што прави во слободно време Билјана? Гледа филмови, чита книги, чита спортски списања? Гледам филмови, читам книги, се едуцирам колку можам повеќе. Гледа фудбал? Гледам фудбал, така. За кој навија? За Манчестер Сити. Аха. Омилен фудбалер? Меси, така. Ми кажа дека сакаш, желбата е да играш за Барселона. Да. Така. И на кој стадион би сакала да играш?
Каде да се не мора појави да Билјана име- на светско ниво? да има име стадионот, само сакам да биде пред полн стадион. И да го носам тој дрес што сакам да го носам со мене. Не е битно кој ќе биде тој стадион. Само сакам да биде една полна арена. Така. Каде се гледа Билјана за, ајде да не одиме толку далеко, нели, за 5 години? Каде се гледам на уште повисоко ниво од тоа што сум сега, тоа би било да играм од некоја повисока европска лига. Тоа моја желба е да играм во Италија, но се надевам дека ќе успеам да стигнам тука. Да, со работа, со труд и со она упорност која ја имаш очигледно, мислам дека ќе успееш. Билјана, јас ти посакувам многу среќа понатаму, уште многу постигнати голови, уште многу успешни приказни да слушаме и да читаме за тебе. Јас се надевам дека гледачите успеавме да ја доближиме Билјана онака каква што не ја знаат, нели, надвор од теренот, да те запознаат и приватно. И убаво е што спомнавме и за твојата сестра, дека игра фудбал. Ние навистина се гордееме со такви млади талентирани спортистки кои ја представуваат пред сеструмица, нели, и Македонија надвор од државата, и пак ќе кажам искрено, ви посакувам само успех. За крај прво би рекла едно огромно благодарам на вас и на вашиот тим. Прво што сум дел од оваа маса овде, што го споделив моето не толку многу големо искуство, но се надевам еден ден ќе биде големо и повторно ќе се видиме овде. Ќе се гордееме еден ден со тоа интервју и со тебе. Се надевам. И јас би работела напорно, се додека не ја постигнам мојата цел, тоа би го препорачала и на другите. И уште едно големо благодарам што ми ја дадовте оваа шанса да бидам, да го кажем своето јас, да видат и другите дека не е се така како што мислат од други аспекти. Може би на некој ќе му се допадне, може би нема. Нашата намера е секогаш да зборуваме искрено, онаму каде што треба да се критикува со цел да се поправат, нели, сите услови и можности за спортистите, она што треба да се каже со пофални зборови, да се каже. Целта ни е да го движиме напред нашето општество, во кое клучен дел има и спортот секако. Да, јас од срце сакам да се подобрат работите и тоа што го кажав, мислам дека и сите го знаат, и тој што ќе се осети може би и лошо ќе се осети, но тоа е вистина, да јас не лажам, тоа е тоа. Така. Целата јавност го знае тоа, но мислам дека ако секој јасно се изјаснува и ја кажува вистината, мислам дека светот ќе биде подобро место за живење. Ќе направиме мали промени. Затоа кажав, не само во спортот, секаде. Да. Затоа и ги правиме овие подкасти да се зборува искрено, нели, одговорно, па можеби ќе придонесеме да се подобри условите во спорт. Се надевам, искрено од срце се надевам и посакувам среќа на сите спортисти во нивните кариери, во надпреварите. До сите млади спортисти би испратила една порака. Не го сваќајте тренингот и надпреварот како шала. Да, уживајте во тоа, но не е тоа шала, ако стварно сте се одлучиле за тоа, и водете се јасно кон целта. Така, благодарам. Вие, почитувани, гледајте и женски фудбал, затоа што навистина вреди да се гледат овие наши млади талентирани фудбалерки. Ви благодарам за вниманието со кое нас следевте и се гледаме наредниот подкаст. Пријатно!